Точно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Во Скопје денеска започна големата еколошка акција Генералка Викенд, која годинава се смета за најмасовна еко-иницијатива во регионот. Акцијата ќе трае до недела, ќе мобилизира 10.000 волонтери од повеќе од 80 општини низ државата. Со учество на над 600 организации, јавни институции, приватни компании и околу 250 државни институции. Чистење и еколошки активности се спроведуваат на околу 500 локации низ Македонија, информираше скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски. На отворањето присуствуваа високи државни и меѓународни представници, меѓу кои председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, министерот за животна средина и просторно планирање Муамер Хоџа, како и амбасадорот на Австрија Мартин Памер. Градот Скопје е еден од клучните центри на акцијата. Локалните власти истакнуваат дека чистотата на градот е еден од највисоките приоритети и дека комуналните служби секојдневно работат во повеќе смени за одржување на хигиената. Сепак се нагласува дека институциите сами не се доволни доколку граѓаните не покажат одговорност. Паралелно со акцијата најавена и нова кампања за подигнување на јавната свест, со која ќе се апелира отпадот да се фрла исклучиво на соодветни места, не на улици, паркови или покрај контейнери, а засилени се инспекцијските контроли на терен. Пораката од Генералка Викенд останува јасна. Чистата животна средина не е еднократна акција, туку секојдневна обврска на сите граѓани. Само со заедничко делување може да се создаде поуреден, почист и поодржлив град и држава. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски вчера устварил пријателска и конструктивна средба со градоначалникот на општина Есенлер од Република Турција Мехмет Тефик Ѓоксу. На средбата била потврдена досегашната идната соработка меѓу двете општини, особено во рамки на проектот за декоративно и архитектонско осветлување на камениот мост во Скопје. Проектот предвидува еден од најпрепознатливите символи на главниот град – камениот мост да добие современо осветлување, кое ќе биде усогласено со неговата историска и архитектонска вредност. Целта е да се нагласи убавината на објектот во вечерните часови, но и дополнително да се заштити и промовира културното наследство на градот. Од град Скопје велат дека со овој проект ќе се придонесе за подобра визуелна презентација на централното градско јадро, кој представува важен дел од идентитетот на Скопје. Локалната самоуправа изрази благодарност до општина Есенлер за поддршката и најави продолжување на соработката со турските партнери и во иднина преку нови заеднички проекти од интерес за двете страни. Градоначалникот Ѓоргиевски во објава на социјалните мрежи истакна дека камениот мост во срцето на Скопје ќе добие нов сјај, со што се очекува дополнително да се зголеми атрактивноста на градот за граѓаните и посетителите. Во Министерството за спорт се одржа првиот работен состанок на меѓуресурската група за подготовка на националната стратегија за развој на спортот за периодот 2026-2030. На состанокот присуствуваа државниот секретар во Министерството за спорт Сашо Огњеновски, како и представници од повеќе институции, меѓу кои координаторката на работната група Тања Блажевска и Игорче Кузмановски. Во работната група се вклучени представници од повеќе министерства и државни органи, меѓу кои Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука, за култура и туризам, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за внатрешни работи, за финансии, за транспорт, како и Државното правобранителство. На состанокот беше нагласено дека изработката на стратегијата е од големо значење, бидејќи спортот представува една од националните приоритетни области и е поврзан со повеќе општествени сектори. Од Министерството истакнаа дека процесот ќе биде сеопфатен, во него ќе бидат вклучени сите релевантни чинители, државни институции, национални спортски федерации, универзитетски професори и спортски експерти. Државниот секретар Огњеновски порача дека се работи за комплексен процес, но изрази очекување дека со заедничка работа стратегијата ќе биде изработена во предвидениот рок и ќе придонесе со значаен развој на спортот во земјава.
Општина Аеродром започнува постапка за воспоставување јавно-приватно партнерство за реализација на проектот модернизација на јавното осветлување, кој има за цел значително напредување на инфраструктурата и квалитетот на урбаното живење. Одлуката за старт на постапката е изгласана на денешната седница на Советот на Општина Аеродром. Со проектот се предвидува воведување на современ систем за јавно осветлување базиран на нови технологии за автоматизација и управување, како и поставување енергетски ефикасни штедливи светилки. Целта е да се постигне подобро осветлување на улиците, зголемена безбедност за граѓаните и значително намалување на потрошувачката на електрична енергија. Според најавите, преку моделот на јавно-приватно партнерство, приватниот партнер ќе биде задолжен за финансирање, управување и одржување на системот, како и за покривање на трошоците за електрична енергија во одреден период. Од општината посочуваат дека инвестицијата ќе донесе повеќе придобивки, меѓу кои намалена потрошувачка на електрична енергија, современ систем за автоматска контрола и управување, поквалитетно и поефикасно јавно осветлување, зголемена безбедност на улиците, подобрување на урбаната и еколошката слика на општината. Оттаму велат дека продолжуваат со проекти насочени кон модернизација, енергетска ефикасност и подобрување на условите за живот на граѓаните. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги поканува граѓаните на 10 мај или внедела, со почеток во 12 часот во паркот на франкофонијата, на културно-едукативен настан Фолклорот како живо наследство, посветен на богатото македонско фолклорно и духовно наследство. Настанот ќе понуди разновидна сценска програма со настапи на сите возрастни групи од ансамблот за народни игри и песни Орце Николов, како и гости фолклорни групи од детскиот културен центар Карпош. Ги поканувам сите љубители на фолклорот, семејствата и младите да бидат дел од ова уникатно доживување и заедно да го одбележиме и прославиме нашето културно и духовно наследство. Фолклорот е живо сведоштво за нашиот идентитет. Тој не поврзува, не обединува и не враќа кон нашите корени. Ова е извонредна можност за меѓугенерацијско дружење, културна размена и заедничко уживање во богатството на македонската традиција, порача Герасимовски. Покрај сценската програма ќе се реализираат и етнокреативни работилници за деца, каде преку интерактивен пристап најмладите ќе се запознаат со народните ура, песни, традиционални носи и ракотворби. Во активностите ќе учествуваат етнолози и етнокореолози кои ќе обезбедат автентично, едукативно и инспиративно искуство. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расцуте сни. Вечно ќе ја